По одржаните председателски избори на 8 мај во државата, за прв пат во историјата со најмногу гласови беше Гордана Силјановска-Давкова, со што всушност станува и првата жена председател. Ќе се променат ли работите на подобро или пак ќе продолжиме да живееме во мракот како и досега? Дали надежта повторно тлее во нас или воопшто ја нема? На терен, штипјани за МН телевизија искажаа задоволство со надеж дека промените кои се потребни на државата конечно ќе се видат на дело. Велат дека само сплотеноста може повторно да ја врати довербата кај народот. Пендаровски ништо не бидна, требаше да се залага он за народот, ама не се залагаше за народот, се залагаше за партијата, за целиот народ не се залагаше. Се очекувам од Давкова, Силјановска, Гордана да се залага за народот. Оти ова беше дно, сега очекувам да расте. Нагоре, државата да не биде подобра. Да би подобро, да го прави работа. Вие други ништо за ништо не било. Па ќе има кој нема има. Па конечно македонците се освестија, гласаа како што треба, правите македонци, што се. Мислам Гордана е многу паметна жена, ќе ја води државата како што треба. Нормално дека очекуваме на подобро. Значи овие 7 години владеа зорле, нешто ги сака народот, него со помош на други сили владеа цело време, уништија државата, сменија знамето, сменија името, цените секој ден качува, пензии мали, плати мали, катастрофа. Најлоша влада во историјата на Македонија. Има и дел од граѓаните кои мислат дека нема да има некои значајни промени и не се надеваат на нешто подобро. За еманципација на жените, добро е. А што ќе направи политиката? Она и председател кај нас државата е, мислам, на ниво на премиера, не на председател. Не би постигнала некој успех. На 8 мај права на глас има 1,8 милиони граѓани на територијата на државата, на 7-те поред председателски избори и 11-ти поред парламентарни избори.